Вчерашната онлайн седница на Советот на град Скопје се измени програмата за уредување на градежното земјиште, со што се создадоа можности градот да ја започне веќе најавената градежна офанзива за изградба и реконструкција на градските улици во вредност од 760 милиони денари во текот на оваа и дел од наредната година. Како што недоодамна најавив, светската пандемија на коронавирусот нема да ги запре инфраструктурните градежни активности кои што се во надлежност на град Скопје, туку напротив, ќе ги засилиме со поинтензивно темпо. Ова го правиме од една здраворазумска и хумана причина за која што говорев на почетокот на овој месец. Во изминативе години нашиот град покажа одлични финансиски резултати. Советот 2 години поред усвојуваше завршни сметки од кои што јасно се гледа дека буџетот е на стабилни нозе и дека може да ги исполни своите цели. Ваквите финансиски резултати овозможуваат град Скопје да нема рестрикции во планираната изградба и реконструкција на градска инфраструктура, при тоа откажувајќи се дел од средствата од најголемите своји приходи, комуналните такси, закупот на јавниот простор. Ова го правиме со цел да ослободиме што е можно повеќе пари во скопската економија, инвестирајќи најмногу во домашниот градежен сектор кој што е одговорен за голем број вработени и учествува со сериозен дел во бруто домашниот производ на Република Северна Македонија. Сакаме да ги сочуваме сите работни места во десетици стопански гранки кои што ги обединува градежништвото. Продолжуваме со интензивна изградба и реконструкција на градските сообраќајници. Во таа насока до крајот на 2020 година ќе бидат завршени тендерските постапки и во голем дел ќе биде започната изградба и реконструкција на следниве сообраќајници. Изградба и реконструкција на улица Теодосиј Гологанов кај клуб на Пратеници. Изградба и реконструкција булеварска фаза, прва фаза на Македонско-Косовска бригада. Изградба и реконструкција на булевар Никола Карев, популарната пластичарска. Продолжуваме со надолу до Момин поток. Изградба на улица Есенинова што ќе ги спои општините Кисела вода и Аеродром, заедно со подземните бунари во линиски системи. Целосна реконструкција на источниот влез на градот, на булеварот Александар Македонски, од раскрсницата кај автокоманда до излезот во Ченто. Реконструкција на булеварот Киро Глигоров, од мостот Близнаци до Клучката Дијамант. Реконструкција на булеварот Видој Смилевски Бато, од улица Февруарски поход до булевар Јане Сандански. Реконструкција на улица 11 октомври од раскрсница со булеварот Кочо Рацин до улица Филип Втори Македонски. Реконструкција на Востаничка. Реконструкција на Васил Ѓоргов од Рузвелтова до булевар Мајка Тереза. Реконструкција на Никола Парапунов кај стара телевизија во Карпош 4. Реконструкција на улица Никола Карев од раскрсница со Трета Македонска до раскрсница со булевар Кузма Јосифовски Питу. Реконструкција на 8 септември од булевар Илинден до Хуба Маркет, каде што подоцна ќе кажам што започнувам исто годинава. Реконструкција на улица Џон Кенеди од Македонско-Косовска бригада до булевар Христијан Тодоровски Карпош. Втора фаза од реконструкција на Лазар Личеновски, каде што застанавме минатата година до Американска амбасада. Третата и последна фаза од реконструкција на Благоја Стефковски во Маđари. Во моментов, следната недела го пуштаме во употреба булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Интензивно се работи на втората фаза на реконструкција на улица Индира Ганди. Интензивно се работи на првата фаза на булевар Босна и Херцеговина. Следната недела завршена е постапката, започнуваме со изградба на втората фаза на булеварот Босна и Херцеговина. На крај се активностите за изградба на колекторот и очекувам наредната недела конечно оној дел што беше кај жителите Лисиче, Ново Лисиче према аеродром, затворен за сообраќај скоро половина година, да биде пуштен заедно со целосно ново изградениот булевар Аснон во првата фаза и очекувам дека некаде во текот на наредната година ќе можеме да го пуштиме и мостот преку реката Вардар. Овде не застануваме. Годинава очекувам да започнат и градежните активности на големата раскрсница кај Момин поток, градежните активности на мостот во Карпош 4, градежни активности каде што ќе можеме да го започнеме продолжението на булеварот Борис Трајковски и да ја започнеме третата фаза од булеварот Аснон низ Керамидница. Продолжуваме да работиме со засилено темпо
многу интензивно во текот на оваа година во сите 10 скопски општини. Развојот на сообраќајната инфраструктура нема да запре и не сме да запре. Скопје ќе продолжи да ја развива својата улична мрежа истовремено со мрежите на велосипедски и пешачки патеки со цел да обезбедиме одржлива урбана мобилност која подразбира безбеден и ефикасен сообраќај на нашите сограѓани. На тој начин директно ќе придонесеме кон намалување на економската криза не само во нашиот град, туку и во целата држава. Ова го правиме за доброто на сите нас. Кризата ќе помине, животот продолжува. Чекор по чекор, градот ќе продолжи да се развива. Благодарам.